Браќа и сестри, доаѓам во име свое и во име на мојата фамилија да споделам неколку мои размислувања кои што мислам дека ги делиме сите. Нашите причини 39 дена се верувам исти. Сите сакаме да живееме во унитарна заедничка држава, во која што секој го почитува секого, меѓутоа без да наметнува, без да силува. Не можам да ги разберам оние кои што толку многу ја љубат полиглотијата за да згазнат достоинството на македонскиот народ. Нема да их помине! Секоја чест на оние кои што тие луѓе ги градале како личност. Мене ми е апсолутно неразбирливо да некој толку многу сака да го силува македонскиот народ без никаква потреба, освен неговата лична потреба да задоволи одредени сценарија. Не ми е гајле дали е тоа платформа од Тирана или од Вашингтон или некое село од Америка или некое село од Кина. Таа е антимакедонска и ништо повеќе. Македонија! 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 Пред да продолжам понатаму, две работи мора јасно да ги кажеме, две работи за кои што не обвинуваат. Не сме овде собрани да заштитиме некои личности, како што посакуваат да не спинуваат. Баш напротив. Само едно покажуваме, дека сме достоинствени, дека имаме образ кој што ќе го чуваме. Ка нема да дозволиме без разлика какво е сценариото, странско, комшиско, поддржано од домашни или странски. Не. Ова е наша земја. Ние овде живееме. Наша земја. Она што сакам да ве замолам, да го направите сите во наредните денови, а нешто што одамна го изгубивме е дијалогот. Имате околу нас комши и наши драги пријатели што можеби не размислуваат исто. Мора тој дијалог да почне некаде. Нека почне на скали, пред влез, во канцеларија. Дијалогот ни е неминовен. Од последните избори излеговме најподелени од било кога во нашата историја. Тоа е нешто што не смееме повторно да случиме да ни се, повторно да овозможиме да ни се случи. Поделеноста е она што ни убива. Така да ве молам, секој момент што го имате, обидете се со вашите комши и со вашите пријатели, кои што можеби не размислуваат како вас, меѓутоа не значи дека не се патриоти. Влезете во дијалог. Со отворено срце, простете си одредени работи кои што можете да си ги простите и чуете го родолюбието. Вие сте последниот беден во моментот во оваа држава. Да живее Македонија, да сте шита, да живее Македонија.